Шефот на државата предлага да им се забрани на неколку лица од Бугарија да влезат во земјава за време на предстојното чествување на раѓањето на Гоце Делчев на 4 февруари. Оваа препорака на Пендаровски произлезе од вечерашната седница на Советот за безбедност со присуство на шефовите на безбедносно-разузнавачките служби и на началникот на Генералштабот, на која една од главните точки биле односите со Бугарија, наелектризирани по последниот инцидент во Охрид и претепувањето на секретарот на тамошниот бугарски клуб Цар Борис III. Според председателот, во тек се активности на структури во Бугарија кои имаат релации со руските разузнавачки мрежи. Според достапните анализи и сознанија на надлежните органи, се работи за организирани активности од страна на структури во соседна Бугарија, кои се активирани особено по усвојувањето на Европската преговарачка рамка во јули минатата година. Истите овие структури се веќе мобилизирани и логистички и финансиски, за да го поддржат организираното доаѓање во Скопје на повеќе лица на 4 февруари, кога го одбележуваме денот на раѓањето на Гоце Делчев. Според сите проценки, тоа ќе биде настан од висок безбедносен ризик и надлежните органи не смеат и нема да бидат само неми наблюдувачи на тоа што ќе се случува. На вакви организирани антидржавни кампањи кои ги спроведуваат политички партии и поединци, можеме да одговориме на два начина. Првиот е со културна дипломатска реторика, како и досега, и тој круг на провокации кој често не останува само на зборови, туку предизвикува и насилство, сигурно нема да заврши, но ова ќе продолжиме да го правиме и понатаму. Второ, со мерки кои секоја сериозна и организирана држава ги презема во овакви ситуации. Мој предлог до владата, кој го изнесов и на седницата, е согласно одредбите на законот за странци, да му забранат влез во нашата земја на еден пратеник од Бугарија во Европскиот парламент и на неколку други лица, државјани на Република Бугарија, заради действијата кои порано ги преземале и се уште ги преземаат против нашата држава. За дел од овие структури и лица се надоврзани на руската разузнавачка служба. Пендаровски не спомена имиња на лицата за кои предлага да им се забрани да влезат во земјава, иако од неговиот опис се препознава дека ултранационалистот и член на Европскиот парламент Ангел Джамбаски е еден од нив. Шефот на државата прати пораки и до официјална Софија. На крајот сакам да упатам една порака и до надлежните институции во Бугарија, кои не се дел од овие сценарија. Изолирајте ги политички луѓето кои не сакаат добрососедски односи, ние тоа го правиме и ќе го правиме кај нас. Македонија не ви е непријател, меѓутоа оваа држава има закони, има достоинство и кога тие граници ќе бидат преминати, ние секогаш ќе реагираме за да се заштитиме. Секоја сериозна држава, впрочем, на светот тоа го прави, вклучително и Бугарија. Предлагам во наредниот период далеку подобра координација меѓу надлежните институции од двете земји со цел да не дозволиме европската агенда и билатералните односи да станат жртва на анахрони, националистички и популистички политики од двете страни. Пендаровски одговори на прашање поврзано со последниот настап на техничкиот бугарски министер за надворешни работи, во кој тој, зборувајќи за инцидентот во Охрид, рече дека во Македонија се враќала традиција на насилства и стрелања. Единствено таа изјава може да биде точна ако мисли на периодот 41-44 и кога ќе има техничкиот министер во Бугарија за надворешни работи време, слободно време, може да прошта до Ваташа да види дел од таа традиција. Шефот на државата препознава дека сите овие провокации на организирани системски начин почнале, како што тој вели, по прифаќањето на преговарачката рамка, зашто во неа, освен впишувањето на бугарите во уставот, не влегли клучните барања на бугарските националисти кои се однесуваат на македонскиот идентитет и јазик. Иако има ризици, според Пендаровски, безбедносната ситуација во земјава не е загрозена. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.